Од сега па натаму резултатите од редовните контроли и прегледи кои ги правите кај матичниот или кај доктор специјалист, како и останатите здравствени услуги, како и потребни рецепти за лекови, редовната потреба од медикаментите за вашата терапија, се можете да завршите директно преку вашиот телефон, без да чекате во долги колонии и да се враќате во болниците неколку пати. Се што треба да направите е да ја симнете бесплатно апликацијата Моје здравје на вашиот телефон. Апликацијата Моје здравје ги заштеди вашите нерви, вашето време, но и вашето здравје. Впрочем, преку оваа апликација нема потреба да одите постојано до матичниот лекар, да одите да барате рецепти, туку се едноставно можете да си направите сами. Оваа апликација има увид во медицинско-електронското досие на секој граѓанин на Македонија, вели Верица Мартиновска од агенцијата Кликер Маркетинг, кои работеа на дизајнот и интуитивноста на апликацијата. Ги има сите рецепти, сите упати, сите прегледи од матичните лекари, сите болнички упати, лаборатории, извештаи, ги има отпусните листи кои што можат директно да се ги превземат од апликацијата. Значи се она што еден граѓанин му е потребно за да има увид во своето лекување. Кажете ми, тоа значи дека има и историја и на пациентот од минатите години или бидејќи е нова апликација, само новите потреби здравствени се регистрирани? Не, има историја, мислам дека од минати 10 години, колку што знам јас, значи целата историја и се она што моментално се случува. Значи буквално ако во моментов отидете на некој преглед, само што ќе го искуцаат извештајот во софтверот Мој термин, вие ја гледате во апликацијата. Од почетокот, од сите прегледи кај матичниот лекар, од сите упати што матичниот лекар ќе ви ги издаде, до рецептите, до прегледите кај специјалистите, до нивните извештаи, до резултатите од лабораториските прегледи и испитувања, до диагностички типа рентген, мамографии и такви работи. Значи болничките упати, резултати од таму, отпусни писма, значи буквално се. И не само значи во државните нормално, туку и во приватните лаборатории кои што работат со фондот. Значи ако сте упатени од матичниот лекар во приватна лабораторија, и тие резултати ќе ги видите. Кој може да ја користи оваа апликација? Дали само полнолетни граѓани на државата или и малолетниците имаат овде профили? Не само полнолетни граѓани, сите кои што се вклучени во системот во здравствениот систем на Македонија. Значи родителите можат да ги гледаат профилите на своите деца кои што се преку малолетни деца кои што се преку нив осигурани. Апликацијата е пуштена во јавност пред известно време. Ја прашавме како е прифатена од народот и дали веќе забележуваат корисници. Да, секојдневно веќе апликацијата се даунлодира преку Google Play и App Store, значи зависи од моделот на телефонот. Корисници имаме веќе и фидбек од првите корисници, пуштена е, се функционира околу податоците, така да слободно пробајте. Овде би сакала да ставиме акцент и на повозрастните граѓани, можеби и граѓани кои што немаат паметни телефони. Што со оваа групација на луѓе? Дали можеби има опција и преку компјутер на таков начин да се регистрираат, некој да им помогне? Да, верувам дека прво некој ќе им помогне и верувам веќе дека скоро сите имаат паметни телефони. Имаме и веб верзија на апликацијата, но сепак најинтуитивна е за користење само најмногу преку мобилните телефони. Наталија Митева од компанијата Sourcix, кои ја спроведува имплементацијата, ни објасни подетално што содржи менито на оваа алатка. Во менито имаме опција за преглед на рецепти, кои што ни се поделени во две категории, односно првата категорија е активни во две групи, кои што првата група е активни рецепти, каде што може да се види датумот кога е издаден рецептот или од кога има важност рецептот, бидејќи доколку станува збор за хронични рецепти, тие се издаваат неколку рецепти одеднаш, но се со различен почеток и крајна важност на рецептот. Во делот архива може да се видат сите
реални лекови кои што биле издадени со датум на издавање или доколку не биле издадени може да се види дека тој рецепт не бил реализиран. Во делот за болнички упати имаме опција за преглед на отпуснато писмо, што значи дека сега нема потреба граѓаните да одат до институциите и да прашуваат дали им е готов болничкото отпусно писмо, туку тоа може да го видат директно во апликацијата. Како еден пациент може да се регистрира? Кој е првиот чекор што треба да го направи еден граѓанин за да влезе во овој систем? Така. На почеток размислувавме како да ја направиме автентикацијата, односно идентификацијата на корисниците за да овозможиме секој граѓанин да ги гледа само неговите податоци. Решивме да одиме со пристапно решение, најава преку EID, односно под услуги GovMK. Така да најавата во апликацијава е само преку кориснички профил од услуги GovMK. Тоа значи, може ли малце да го подобјасниме што значи тоа кориснички? Кориснички профил на услуги GovMK имаме сите граѓани кои што досега имаме подпишано изјава во УЈП со лична карта за идентификација на самите себе. Со тоа подпишување секој граѓанин се остварува право на користење на ниско ниво на профил во услуги GovMK. На услуги GovMK постојат 3 нивоа на профили, односно имаме основно, ниско и високо ниво. За да можеме ние да ја користиме најавата, која што е верифицирана на ниво на држава, ние бараме профилот да биде на ниско ниво, што значи дека секој граѓанин ќе може да се најави во апликацијата само доколку претходно се има идентифицирано со лична карта и има подпишано изјава дека тој е човекот. Само да додадам, дали добро ве разбрав, тоа е она апликација што ја правевме за скенирање на сметки, за тоа... Да, поврзана со таа апликација, исто така и поврзана со даночните пријави секоја година што ги потврдуваме. На сите корисници кои што пробуваат да се најават, но немаат ниско ниво, односно имаат основно ниво, ние им покажуваме грешка при најава и ги информираме дека треба да си го надградат нивото на профил. Успеваат да се регистрираат? Лесно ли е, да нема некакви проблеми со системот, бидејќи често се случува во нашата држава? Морам да ве прашам тоа. Како функционира? Така, откако ја пуштивме апликацијата, до сега се соочивме со неколку проблеми кои што беа поврзани со најавата, односно многу граѓани пробуваат да се најават на апликацијата, но имаат основно ниво и тука се соочивме со многу проблеми како да им објасниме што се чекорите што треба да ги направат за да може да стигнат до тоа ниско ниво кое што е потребно. Откако ќе го постигнеме тоа ниско ниво, што потоа? Откако ќе го постигнеме ниското ниво, тогаш треба да ја спуштиме апликацијата Моје здравје од Play Store или App Store. Исто така на сајтот ezdravstvo.mk во подмени Моје здравје го имаме објаснато што прави апликацијата, како функционира, кои се чекорите за најава и таму имаме линкчиња до сторовите каде што може да се превземе апликацијата. По превземањето на апликацијата, секој корисник најпрво треба да ги прифати условите за користење, потоа со корисничкото име и пасвордот, односно тие од претходно ги има на услуги GovMK, кога го имаат креирано својот профил, се најавува со тие податоци и тогаш веќе влезен во системот и има пристап до своето електронско досие. Вака може би да им делува избунувачки на гледачите првично кога се слуша, полесно е кога се прави или практично, колку е лесно и достапно за повозрастната групација, за луѓето кои што можеби не се толку спретни со технологијата? Да, така. Најпрво ми сакала да спомнам за дизајнот, дека имаме лесен кориснички интерфејс кој што е интуитивен. Во мој термин имаме ние голем број на типови на упати, заедно со колегите и заедно со Верица направивме анализа како добро да ги поделиме во неколку групи за да се интуитивни на граѓаните, така да апликацијата има лесен кориснички интерфејс, лесна е за навигирање, за препознавање кој податок каде можам да го најдам. Во однос на второто прашање за повозрастната група на граѓаните, исто така имаме направено и веб верзија, да кажем, од истава мобилна апликација, која што линкот исто може да се најде на ezdravstvo.mk на делот за Моје здравје, која што е истата апликација со истиот кориснички интерфејс и може да се пристапи од веб за луѓето кои што не се во можност да го направат од телефон. Наталија, кои се најчестите поставувани прашања? Претпоставувам пристигнуваат до вас одредени прашања и нејасноти од граѓаните, кои се најчести?
Да, па првото најчесто е околу најавата, проблеми луѓето кои што имаат проблеми со најава. Второто прашање е поврзано со каде се ќе ги гледам резултатите од кои институции. Па ја користам ова прилика да кажам дека сите институции кои што соработуваат со фондот, односно тоа се сите државни установи и приватните установи кои што имаат склучено договор со фондот, нивните издадени упати, резултати може да се видат на апликацијата. И третото исто така поставено прашање е тоа што многу често може да се случи во апликацијата некој упат да го гледаме како нереализиран, а ние реално знаеме дека сме биле во институцијата, сме направиле преглед или тој да сме правеле, но тој упат не е означен како реализиран во системот Мој термин. Ние ги превземаме сите податоци од системот Мој термин директно, доколку таму тој упат не е реализиран, ние ќе го гледаме како нереализиран и треба да се обратиме во институцијата каде што сме го вршеле упатот за да се консултираме и да кажеме дека треба да ни го внесат резултатот. Да, ова се почетоците, нормално да има вакви ситуации и за самиот крај би сакала да го заокружам овој разговор колку е безбеден на овој систем, колку се заштитени нашите податоци. Да, така тоа е добро прашање. Првично сакам да спомнам за најавата, користејќи ја најавата на услуги ГовМак, односно на EID, имаме заштита на ниво на држава, да кажам, бидејќи тоа е единствен начин на кој што граѓанинот е идентифициран и исто така е единствен безбеден начин да користиме идентификуван граѓанин. Со оглед на тоа што сите податоци ние веќе ги имаме во Мој термин, ние само ги превзимаме од таму податоците. Тоа е се направен по безбеден пат. Податоци во самата апликација, односно кај на нашиот дел од апликацијата не чуваме бидејќи комуницираме со системот Мој термин, а системот Мој термин до сега е покажан како безбеден систем во овие години. Мобилната апликација Моје здравје е достапна на македонски, англиски и албански јазик.